Тетовските пожарникари својата хуманост освен преку својата работа на терен ја докажуваат и со редовните крводарителни акции. Голема заинтересираност покажа и за време на денешната акција во службата за трансфузиологија. Хуманоста наша како против пожарна единица Тетово и како вработени во противпожарната единица Тетово ја покажуваме на дело. Значи, како и секоја година, редовно, ние сме меѓу првите тие што даруваат крв. Значи, најдрагоцената течност, што се вика крв, даруваме редовно. Во соработка со Црвениот крст и Заводот за трансфузија при Клиничниот центар Тетово, денеска и ние се приклучивме на оваа акција да даруваме најдрагоцената течност крв. Ова денеска ми е 33-ти пат како дарувам крв. Доколку ме служи здравието и понатаму ќе учествувам овие хумани акции. Секоја единица крв е потребна, па апелирам до сите кои може да даруваат од оваа драгоценна течност. Па дарувањето крв е доброволно, како да кажем, здраво. И тоа почесто го преме. Не знам самиот колку пати има дадено крв за спас на некои луѓе. Ќе продолжите и понатаму доколку имате можност, нели? Да. Секако дека понатаму ќе даваме крв. Во службата за трансфузиологија изразија благодарност до територијалната противпожарна единица за долгогодишната соработка во крводарителните акции. Благодарение на ваквите хумани акции, речиси во секое време велат, имаат доволни количини на крв и крвни деривати. Имамо доволна бројка што даруваат и ние сме задоволни и тие се задоволни од нашата страна, значи не придружува стално кога имамо потреба од крв и крвни деривати. Секогаш крвта треба да биде готова и да го чека пациентот. Моментално ми имамо доволни добри количини на крвта, значи ми е стално тенденција наша е да имамо доволни количества на крв заради тоа што не се знае никогаш колку има потреба за крв во нашата клиника. Дори нашата соработка е со цела Западна Македонија, значи преку Институтот за трансфузија. Исто така, значи таа разврска го држимо, значи од каде има потреба, земамо, давамо и таа, значи стално ги удоволимо потребите од крв и крвни деривати, поготово овие последниве 3-4 години, значи нема разлика во тоа крвна група, понекогаш само тие што RH фактор негативни малку се проблематични, меѓутоа до сега значи сме изашле на крај и сме ги задоволиле потребите од болните. Вакви крводарителни акции пожарникарите имаат 2 пати годишно. Во службата повторно апелираат, секој кој има желба и можност, може во секое време да дојде и да дарува крв.